Почитувани, минималната нето плата во моментот изнесува 10.800 денари. Минималната плата е воведена и утврдена од страна на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ во директен диалог со работодавачите и синдикатите. Законот за минимална плата првпат е донесен на 1.1.2012 година и тогаш беше утврдена нето сума од 8.050 денари со дадено ветување дека прогресивно ќе се зголемува идните години. Тоа и се случи. Денес минималната плата изнесува 10.800 денари. Да не беа блокадите и деструкцијата од СДСМ, денеска таа плата ќе беше многу повеќе. Ова е уште еден директен бенефит за граѓаните и подигање на животниот стандард. Да подсетиме дека законот за минимална плата пред донесување беше огромен хендикеп за огромен број работници. Истите тие работници беа оставени на маргините на работничките права со утврдувањето на минималната плата. Над 65.000 работници се го решија долгогодишниот проблем, бидејќи им се исплатуваше плата под предложеното ниво. Особено се реши горчливиот проблем во текстилната и кожарската индустрија. Ова беа недостатоци резултат на криминалната приватизација спроведена од страна на СДС во 90-тите години, каде што над 684 фабрики беа затворени и над 200.000 семејства беа оставени на работ на екзистенцијата. Овие луѓе беа принудени да прифатат работа за било каква плата од страна на олигарсите, кои се збогатија во времето на СДС, Континуираниот економски раст од неколку проценти секоја година, стабилната економија изминатите години, иако се наоѓавме сред светска и европска криза, активните политики на владата за стимул на нови работни места, грижата за работниците, како и непрекинливиот диалог со работодавачите и синдикатите директно влие за утврдувањето и зголемувањето на минималната плата. Очекувањата на граѓаните се да продолжи и понатаму трендот на воведување мерки и реализирање на проектот за покачување на минималната плата, подобрување на квалитетот на животот, како и нивниот животен стандард. Граѓаните очекуваат СДС да ги исполни ветувањата и да овозможи нови 64.000 работни места и просечна плата од 30.000 денари, како и минимална плата од 16.000 денари, исто така во првата година, а докторите очекуваат плата од 100.000 денари. Граѓаните исто така очекуваат и стабилна економија и годишен раст, кумулативно секоја година од 5%. Дополнително, актуелниот министер за финансии Драган Тевдовски пред околу еден месец изјави дека веднаш по формирањето на владата СДС ќе побара од парламентот зголемување на минималната плата за текстилната и кожарската индустрија на 12.000 денари. Ги охрабруваме да си стојат на зборот и веднаш да го реализираат истото. Граѓаните немаат никаква корист од најавите на СДС за уривање, блокирање и укинување. СДС мора да почна да испорачува тоа што го ветеле. Македонија се сака со дела, со многу работи и со многу одрекнување. Благодарам.